Океј. Може? Добар ден и добре дојдовте на првиот јавен состанок на Агенцијата за аудио-визуелни медиумски услуги за 2026 година. На денешниот состанок ќе бидат презентирани реализираните активности на Агенцијата за првиот квартал од оваа година, како и клучните наводи од истражувањето на мислењето и ставовите на јавноста во врска со медиумите. По завршување на презентациите ќе следи панел дискусија на која ќе имате можност да поставите прашања и да ги споделите вашите ставови во однос на темите кои што денес се отворени. Во текот на изминатиот квартал, дел од активностите на Агенцијата беше посветен на мониторингот на медиумското представување на радиодифузерите за повторените избори за градоначалник на општина Гостивар, општина Врапчиште, општина Маброво и Ростуша и општина Центар Жупа. Во периодот од 1 до 9 јануари продолжи мониторингот на емитувањето на платеното политичко рекламирање, додека на 10 и 11 јануари се следеше почитувањето на изборниот молк. На 2 јануари, врз основа на податоците од мониторингот за информирање на изборниот процес на лицата со попреченост, јавниот радиодифузен сервис и телевизиите на државно ниво кои имаат ваква обврска беа подсетени да го усогласат емитувањето на вестите и другите програмски содржини со претходно пријавеното. Воедно беа задолжени за секоја промена во термините на емитување или содржините што планираат да ги направат пристапи за лицата со попреченост, навремено да ја известат Агенција. Во периодот од 13 до 16 јануари беа потврдени извештаите на сите радиодифузери кои емитуваа платено политичко рекламирање за време на изборната кампања за повторените локални избори. На 16 јануари беше упатено укажување до телевизија Компани 27М поради неисполнување на врските од изборниот законник за обезбедување содржини за лицата со попреченост за изборниот процес. На 28 јануари Советот на Агенцијата го усвои извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање за периодот од 21 декември 25 до јануари 9 2026 година, кој на 29 јануари во законски утврдениот рок беше доставен до Државната изборна комисија. Во текот на изборната кампања за овие избори ППР емитуваа 7 телевизии и 2 радија. Во првиот квартал, Агенцијата ги реализираше редовните програмски и административни надзори врз радиодифузерите согласно годишните планови за програмски и административен надзор. За различни законски обврски, редовни програмски и административни надзори се извршени врз националните телевизии Наша ТВ, 24 Вести, Компани 27М и телевизија Шења. Со извршените надзори беше утврдено како Компани 27М на правилата за заштита на малолетни лица, пласирање производи и објава на импресу. За прекашување ќе само телевизија Компани 27. Редовен административен надзор за исполнување на минималните кадровски услови од правилникот за минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување беше извршен врз телевизиите Плюс и Едо. Надзорот покажа дека ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени со правилникот. Извршени се и 3 вонредни административни надзори, од кои еден врз Наша ТВ и 2 врз телевизија Сонце. Надзорот врз Наша ТВ покажа дека не се исполнети минималните кадровски услови. Непосредно пред одржување на седницата на Советот, на која требаше да се разгледа предлогот за покренување на постапка за одземање на дозволата кај овој радиодифузер, истиот достави релевантна документација, врз основа на која беше констатирано дека радиодифузерот ги отстранил прекршувањата на подзаконскиот акт. Надзорите врз ТВ Сонце покажа дека радиодифузерот не работи согласно Законот за аудио-визуелни медиумски услуги, односно дека повеќе од 30 дена, поради технички, финансиски или други причини, престанал со емитување на програмскиот сервис и дека не ги исполнува минималните кадровски услови.
Врз ТВ Сонце извршен и контролен административен надзор за врската за исполнување на минималните кадровски услови утврдени во правилникот, кој покажа дека повторно не ги исполнува минималните кадровски услови, што резултираше со одземање на дозволата на оваа телевизија од страна на Советот на агенцијата. По истекот на рокот за законско согласување со мерките јавна опомена, извршени се контролни надзори врз радио Модеа за правилата за емитување комерцијални комуникации врз радиото Јехона, за врската за објавување на информации кои што треба да се направат достапни за корисниците, кои покажаа дека радиодифузерите во целост постапиле по изречените мерки јавна опомена. Извршени се 3 редовни административни надзори врз издавачите на печатени медиуми за врската за објавување импресум, кој опфатија 16 печатени медиуми. Со надзорот беше констатирано дека издавачот на Балканиум не ја исполнил во цело со врската за објава на импресум, заради што му беше изречена мерка јавна опомена. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи извршени се вкупно 20 редовни надзори за врските за употреба на јазикот, реемитување на регистрирани програмски сервиси, задолжително и бесплатно обезбедување на каналите на јавниот радиодифузен сервис. При надзорите не беа констатирани прекршување на одредбите од законот. Физички лица даватели на аудиовизуални медиумски услуги по барање, издавачи на онлайн и медиуми интернет портали. Во текот на првиот квартал, по утврдувањето на исполнетоста на законските услови согласно Законот за аудиовизуални медиумски услуги и Правилникот за физички лица даватели на аудиовизуални медиумски услуги по барање, во регистарот на инфлуенсери, влогери, креатори на содржини се евидентирани уште 6 физички лица. Во февруари беше поднесено едно барање за бришање од регистарот на инфлуенсери на содржини по кое лицето беше избришано. Во регистарот во моментот се евидентирани вкупно 11 физички лица. Агенцијата спроведи редовни административни надзори врз 60 издавачи на 59 онлайн медиуми интернет портали, при кои кај 3 интернет портали Скопје Инфо, Нистори и Национал беше утврдено прекршување на врската за објава на импресум. Досега во регистарот на онлайн медиуми интернет портали, кои го води агенцијата, се регистрирани, односно евидентирани 50 издавачи на 60 онлайн медиуми интернет портали. Во овој период, во претходниот квартал, покренати се 6 постапки за одземање на дозвола за радио и телевизиско имитување, од кои 4 беа запрени, а за телевизија Сонце и телевизија Гура беше донесена одлука за одземање на дозволата. Веднаш по донесувањето на одлуката за одземање на дозвола на телевизија Гура, радиодифузерот го плати надоместокот за телевизиско емитување и одлуката за одземање на дозволата беше поништена. Доставено е едно барање од физичко лице за доделување на дозвола за објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на програмски сервис преку јавна електронска комуникацијска мрежа, што не користи ограничен ресурс со претежно забавен општ формат на македонски јазик на локално ниво. Во тек е разгледување на поднесеното барање од страна на агенцијата. Донесени се 2 одлуки за продолжување на важноста на дозволата, телевизија Топ Естрада и радио Јехона. Поради престанување на важноста на дозволата за телевизиски радио емитување по сила на закон, агенцијата донесе вкупно 3 решенија за бришање од регистарот на радиодифузери на телевизија ТВМ од Охрид, Супер радио и телевизија Сонце. За да обезбеди прецизни сознанија за медиумскиот пазар во Македонија, агенцијата изработи анализа фокусирана на печатените онлайн медиумите, телевизиите и радијата, во кои се разгледуваат структурните карактеристики, регулацијата, бројот на субјекти и финансиските резултати за 2024 година. За потребите на агенцијата беше изработено истражување на мислењето и ставовите на јавноста во врска со медиумите. Истражувањето на јавното мислење спроведено во периодот од 27 декември 2025 година до 25 јануари 2026 година обезбедува релевантни сознанија за перцепциите, навиките и ставовите на граѓаните во однос на медиумите и медиумските содржини, кои ќе бидат детално презентирани во предложение на денешниот јавен состанок. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности
На 28 јануари се одржа мултидржавна работилница за Европскиот акт на слобода ЕНФ, организирана од Европската комисија во рамките на ТАЕКС во Брисел. На 17 февруари се одржа конференција за заштита на демократијата и изборниот интегритет. Третиот состанок на Управниот одбор на регионалната акција заштита на слободата на изразување и слободата на медиумите во Западен Балкан, Профлекс, се одржа на 26 февруари. На 17 март се одржа состанок со проектната раководителка на проектот Профлекс, на кој меѓу другото се разговараше за активности што би можеле да се реализираат во текот на 2026 година. На 20 март во Кишињев, Република Молдавија, се одржа конференцијата Медиумска писменост и интегритет на информациите, градење на отпорност кон дезинформации и странско манипулирање со информации и мешање. На 25 и 26 март се реализираше студиска посета на Ирското регулаторно тело за медиуми во Даблин, Ирска, во рамките на проектот Профлекс. Во периодот од 29 март до 3 април представничка на агенцијата учествува на студиска посета во Холандија и Франција, организирана од УНЕСКО, со цел размена на искуства поврзани со Законот за дигитални услуги и Европскиот акт за слобода на медиумите. Во јануари, агенцијата достави одговор на прашалникот за подкомитетот за правда, слобода и безбедност, во кој информираше за измените на Законот за медиуми од април 2025 година и воспоставувањето на регистар на издавачи на онлайн медиуми, интернет портали, состојбата во областа на медиумската собственост и концентрација. Доставен и придонес на состанокот на Комитетот за стабилизација и асоциација, во кој беа презентирани клучните активности на регулаторот во периодот од 2022 до 2026 година. На 13 март се одржа состанок на Подкомитетот за правда, слобода и безбедност, на кој агенцијата реферираше за активностите за зајакнување на институционалните и техничките капацитети на регулаторот, обезбедување технички средства за мониторинг на дигиталниот медиумски простор и планираното воспоставување на нов систем за мониторинг. Со цел зголемување на транспарентноста на собственоста на медиумите, на веб страната на агенцијата е поставен посебен банер, во кој на едно место се достапни податоци за собственичката структура на телевизиите, радијата, печатените медиуми и онлайн медиумите, односно интернет порталите. Овие податоци вклучуваат информации за физичките и правните лица, кои се јавуваат како собственици, нивните удели, како и за крајните собственици, односно лицата кои имаат удели во правните субјекти што учествуваат во собственоста на издавачите на онлайн медиумите. Податоците се достапни на македонски, албански и англиски јазик. Во овој квартал издадени се вкупно 66 потврди за регистрација на програмски пакети на операторите, по констатирањето дека доставените пријави се комплетни и уредни. На 27 јануари до Министерството за социјална политика, демографија и млади беше доставен наративен извештај за реализираните активности во 2025 година за имплементација на стратегијата за родова еднаквост 2022-2027 година. Почитувани присутни, во продолжение ќе ги проследиме наводите од истражувањето на мислењето и ставовите на јавноста во врска со медиумите, кое што за потребите на агенцијата го изработи маркетинг агенцијата Market Vision. Повелете. Добар ден и од мене. Јас сум Николина, представник од агенцијата Market Vision, кој што го спроведуваше ова истражување на мислењето на публиката. Заедно ќе го поминеме целиот извештај од кој што верувам дека веќе ви е доставен и онлайн. Меѓутоа, доколку имате прашања, заедно можеме да ги разгледаме. Најпрво кратко во врска со методологијата, значи во прашање е методологија, ние нарекуваме КАПИ, Computer Assisted Personal Interview, односно тоа се тие класични интервјуа лице в лица, на репрезентативен примерок од 1200 испитаници низ целата земја. Примерокот нели го структурираме врз основа на последните податоци кои што ги имаме од пописот на резидентното население на според Државниот завод за статистика.
Анкетирањето секако го прават искусни анкетари, на таа анкета се прави и контрола, за да се знае дека се поминало како што треба. И како што спомна господинот Рајчевски, анкетата се случуваше баш во празниците, да кажам, празничниот период од 27 декември до крајот на јануари, до 25 јануари. Во однос на структурата на примерокот, значи, оваа структура на примерокот кој што ви ја покажувам сега, пол, возраст, националност, региони и место на живење, е структурата која што во секој случај мораше да запазиме, односно тоа се податоците од Завод за статистика. А останатите делови од структурата, како образование, работен статус на населението и општината на живење, тие веќе доаѓаат од одговорите на испитаниците, односно, еве конкретно во питата за образование, ова се податоците како одговориле испитаниците. Ние не баравме точно да има во секоја квота, сакам да кажам, во однос на ниво на образование. Чисто да знаете како да ги читате податоците. Скокнав, ова е структурата на примерокот според бројот на членови во семејството и број на лица помлади од 18 години во семејството. Просечни семејни месечни приходи, ова се одговорите кои што ги добивме и очекувано 20% од испитаниците не сакаат да одговарат, така да имајте ги во предвид тие податоци при анализата. Ќе поминам, како што кажат, низ целиот извештај, со тоа што ќе се потрудам да се задржам повеќе во оние делови прашања кои што верувам повеќе ве интересираат, односно кои што се суштината на ова истражување, што публиката сака да гледа, што и недостасува, како ја оценува моменталната програма и слично. Истражувањето започна со воведни прашања во типот што све имате во домот и секако очекувано е дека телевизор, смартфон, па и компјутер и лаптоп голем дел од популацијата поседува, за разлика од музички системи, радио уреди во помала мера и конзоли нели за играње, таблети, дел од населението поседува. Ова се уреди кои што ги користи без оглед дали преку нив следи медиумски содржини или не. Поставивме прашање на каков вид на приклучок е поврзан нивниот главен ТВ приемник во домаќинството и најголем дел од одговорите беа дека имаат договор со некој од кабелските оператори. На прашањето кој е тоа, нели, очекувано се издвојуваат Македонски телеком и А1 Македонија и Телекабел, останатите кабелски оператори се застапени во помала мера. И сега во однос на навиките за користење на медиумите, значи прашуваме колку често користите секој од наведените типови, значи телевизија, радио, видео стриминг платформи, печатени медиуми, интернет портали, социјални мрежи. Испитаниците требаше за секој од овие да дадат одговор, колку често го користи и најчесто користени се телевизијата, интернет порталите и социјалните мрежи. Во однос на довербата и од каде се информираат, на прашањето колку често при информирање се информирате од следниве медиуми, исто тука беа замолени испитаниците да дадат одговор за секој медиум посебно. Значи, за телевизија 61% се информираат секој ден или рече се секој ден, потоа се социјалните мрежи со 62%, 2/3 од испитаниците, и нешто повеќе од 1/3 од испитаниците секој ден или рече се секој ден се информира преку интернет порталите. Какво е вашето мислење за степенот на објективност за секој од следните медиуми? Во суштина овие резултати ги следат претходните, односно им веруваат на оние медиуми кои што и секојдневно ги следат. Односно тука повторно се издвојуваат телевизијата, интернет порталите и социјалните мрежи. Во кој медиум имате најголема доверба? Повторно телевизијата, повеќе од 1/3 од
испитаниците велат дека имаат најголема доверба во телевизијата, меѓутоа интересен е тука моментот дека 30% од испитаниците немаат доверба во ниту еден медиум. Така изјавиле. Која е главната причина за вашата доверба? Ова се графици кои што се однесуваат конкретно за секој медиум, односно за телевизијата сметаат дека на телевизијата се објавуваат точни и проверени информации и долго време имаат навика да го следат овој медиум, па оттаму произлегува и нивната доверба во медиумот. Ќе забележите дека и за другите видови медиуми, од прилика неколку одговори се секогаш во топ избор, и за интернет порталите сметаат дека се објавуваат точни проверени информации и дека содржината е објективна и непристрасна. Кај социјалните мрежи, покрај причината дека се објавуваат точни проверени информации, се среќава и перцепцијата дека на социјални медиуми се прикажуваат сите страни на приказната, што не беше случај кај другите медиуми. И сега, во ова истражување беа вклучени и серија на изјави, каде што прашувавме колку испитаниците се согласуваат со секоја изјава, а кои што се однесува за млади, за жени, во однос на хомосексуалноста и во однос на лицата со посебни потреби, и како се тие прикажани на телевизија и на интернет одделно. И сега, во однос на младите како се прикажани на ТВ, најголем дел од испитаниците се согласуваат дека се младите доволно застапени, дека се представени како активни, толерантни, самостојни, независни. Многу помал дел смета дека се представени како насилни или неучтиви или незаинтересирани. Значи, во суштина смета дека младите на телевизија се прикажани во позитивно светло, доколку ги споредиме со резултатите за тоа како младите се прикажани на интернет излегува дека уште во по-позитивно светло се прикажани и младите во однос на телевизија. Во однос на тоа како жените се прикажани на телевизија, според резултатите, најголем дел, и тоа 2/3 и повеќе од 2/3 од испитаниците сметаат дека жените се прикажани еднакви на мажите, дека се прикажани и во традиционални улоги, како домаќанки, мајки, сопруги, но исто така и како образовани жени и експертки. Додека на интернет, разликата е во тоа што се смета дека помалку се прикажани во традиционалните улоги, а многу повеќе на интернет е застапено прикажувањето како еднакви на мажите или како експертки во својата дејност. Во однос на тоа, на изјавата дека лицата со попреченост се представени на телевизија како рамноправни граѓани, најголем дел од испитаниците се согласуваат со оваа тврдење, над повеќе од половината. Некаде околу 1/3 не се согласува со ова и 8% немаат мислење, односно не би знаеле што да кажат. Во однос на тоа како лицата со попреченост се представени на интернет, структурата е повторно иста, со тоа што многу е големен процентот на оние кои што не би знаеле како да ја оценат. Во однос на тоа како хомосексуалноста е представена на телевизија, може да се каже дека во принцип мнозинството смета дека не е прикажана како болест и дека не е прикажана како болест и дека меѓутоа има значаен дел и од тие кои што сметаат дека не е ни прикажана никако нормална сексуална ориентација, така да оваа ситуација уствари ни покажува дека перцепциите се поделени. Има значаен дел од населението кој што смета дека хомосексуалноста е прикажана како болест и како опасност по наталитет и опасност по општествени вредности, а од друга страна не е мал ни делот на оние кои што мислат обратно од тоа. Така да треба да се има предвид дека по ова прашање јавноста е поларизирана. Во однос на тоа како е хомосексуалноста прикажана на интернет, тука веќе преовладува
мислењето дека не е прикажана како болест и не е прикажана како опасност по наталитетот, туку многу повеќе како нормална сексуална ориентација. Значи во позитивно светло споредено со телевизијата. И сега во однос на степенот на задоволство од постојната телевизиска понуда, она што беше, да кажем, фокус на ова истражување. Истражувањето започна со следење на навиките на испитаниците, како воведен дел, колку често во текот на денот просечно гледате телевизија и гледаме дека дури 1/3 гледа помеѓу половина час и 2 часа, односно до 2 часа, скоро половината гледаат од испитаниците од прилика до 2 часа секој ден. Кој од следниве содржини најмногу ги гледате на телевизија? Значи, ова прашање беше поставено на тој начин што им се читаа сите можни одговори, вести, ТВ серии, филмови, музички програми и испитаниците имаа задача да изберат 4 кои што ги следат најмногу и да ги рангираат од 1 до 4, при што ранг 1 е содржина која што најчесто или најмногу ја гледаат, а ранг 4 е содржина која што најмалку ја гледаат. Вести, ТВ серии, филмови и спорт, според испитаниците, се најчесто гледани програми. На кои канали најчесто ги гледате овие содржини? Значи, секој испитаник кој што ќе ги спомне, да кажем, вестите, после тоа имаше доби задача да каже на кои канали најчесто ги следи овие содржини. Ова беше отворено прашање, така да некои од испитаниците даваа повеќе, некои помалку одговори. Во секој случај најголем дел од одговорите ги има ТВ Сител, Канал 5, Алсат, Телма, Алфа, значи во принцип македонските национални телевизии се место каде што испитаниците најчесто одат за вести. Во однос на филмови, нажалост не е таква ситуацијата, во првите 3 најчесто следени се наведуваат странски канали. И тоа HBO, Star каналите и Синеманија, дури потоа доаѓаат Телма, Сител и другите. Во однос на ТВ сериите, повторно нашите телевизии се најгледани и тоа Сител, Канал 5, Алсат, тука влегуваат и Стар каналите, па потоа доаѓа Телма и стриминг платформите на кои што голем дел од испитаниците гледаат серии. Дебатни или политички емисии, тука Канал 5 се издвојува со најголем дел од испитаниците кои што следат ваков тип на програми кај нив, потоа доаѓа Алфа, Телма, 24 вести и така натака. Во однос на забавните програми се издвојува Сител, Канал 5 и Алсат, музички програми, повторно Сител, MTV, DM, Pink. Спорт, она што претходно го спомнав дека спортот влезе во првите 4 содржини кои што испитаниците најмногу ги следат, за жал не ги следат на нашите телевизии, туку ги следат на Арена каналите. Документарните програми, за документарни програми од македонските телевизии се издвојува МРТ1 и Алсат, Телма и веќе другите доаѓаат подолу. Во однос на цртани филмови од македонските канали се издвојува МРТ5. Сите други се странски канали каде што најчесто се гледаат цртани филмови. Слично е и очекувано и за програмите за деца, бидејќи се од слична тема, нели? Образовни програми. За образовни програми повторно најчесто се следат странските канали, но МРТ1 се издвојува од другите, меѓу домашните ТВ канали. Потоа поставивме прашање кои домашни ТВ канали најчесто ги гледате. И ова беше отворено прашање и од ова прашање најголем дел од испитаниците одговориле Сител, Канал 5, МРТ1, Алфа, Алсат, нели,
во суштина повторно тука испливуваат на површина националните канали, што е логично со оглед на нивниот досег до целата популација на земјата. Потоа следува прашање за однос на регионалните канали. Тука се издвојуваат, се извинувам што не се гледаат убаво процентите, меѓутоа во суштина тука е КТВ, Кобра, ТВ Стар. И кои домашни ТВ канали најчесто ги гледате од локалните телевизии, тука е Свет, Дибра и така натака. До кој степен сметате дека секој од програмските содржини е застапена на домашните канали? Испитаниците има можност да одговараат со премногу застапена, доволно застапена и недоволно застапена. Како што може да видите, сини зелени бои ги прикажуваат застапеноста, односно испитаниците сметаат дека вести, ТВ серии и дебатни емисии се премногу застапени, додека најмногу недоволно застапени, над 50%, сметаат дека се спорт и образовни програми. Според вас, на какво е нивото на квалитет на секој од програмските содржини што ќе ви ги прочитам? Тука одговара испитаниците дали сметаат дека таа програма е на задоволително или на незадоволително ниво. И во суштина најголемо незадоволство се јавува кај спорт, културни, образовни емисии за деца, филмови, забавни програми. Значи во суштина лесно се согледува паралела дека тоа се оние видови на програми за кои што публиката посегнува по странски канали, односно ги гледа на странски канали, зашто смета дека не се на задоволително ниво кај нашите домашните канали. Според вас, каква содржина најмногу недостига на домашните ТВ канали и повторно се доаѓаме до слична содржина, односно сметаат дека квалитетна домашна играна програма, научни и образовни емисии, квалитетни документарни, повеќе спорт, емисии за деца, нели? Кои содржини најмногу ги гледате на странските ТВ канали, тоа е ова што го напоменав претходно, значи испливуваат филм, спорт, музички програми, документарни програми, она што сметаат дека им недостига на домашните канали. Кои странски ТВ канали најчесто ги гледате? Повторно ги групиравме по тема, значи од спортските канали Арена Спорт, од филмските канали повторно се Стар каналите и HBO, од канали од регионот најмногу се гледаат Pink и РТС и Клан каналите. Те документарни се Discovery, National Geographic, кај забавните канали мал број на луѓе одговориле, меѓутоа тоа се од прилика 24 кичен. И така натаму. Во која мера се согласувате или не се согласувате со овие изјави? Во прашање беа изјави кои што го оценуваат квалитетот на ТВ вестите, односно дали испитаниците сметаат дека ТВ вестите не се поттикнува омраза и трпеливост. Некои беа во позитивна смисла ставени, некои во негативна, за да да добиеме пообјективни одговори, или во секој случај може да видите дека резултатите во суштина се позитивни, односно во суштина сметат испитаниците дека на ТВ вестите луѓето со различна верско убедување се представени еднакви, не се поттикнува омраза, многу често се тоа е едно негативно, дека многу често се шпекулира со непроверени информации, тој податок отскокнува од сите други. ТВ вестите се презаситени со негативни информации, несреќи и насилство. Тоа е повеќе од 70% од испитаниците се согласуваат со тоа, но ќе се сложите тоа е до некаде и до природата на ТВ вестите.
Добра е перцепцијата дека жртвите на насилство или несреќи се прикажуваат во крупни кадри без замаглена слика, односно најголем дел не се согласуваат со ова тврдење, што позитивно зборува за вестите кои што се прикажуваат на нашите програми. И при известување за негативни настани со малолетници се заштитува нивниот идентитет, право и достоинство, повеќе од половина, значаен многу голем дел, речиси 2/3 од испитаниците се согласуваат со ова тврдење. И во однос на тврдењето дека ТВ вестите подеднакво се известува за различни политички мислења, ставови и гледишта, тука повторно преовладува согласност кај публиката. Какво е вашето мислење во однос на објективноста на вестите? Испитаниците одговараа на скала од целосно се објективни, претежно се објективни, претежно не се, целосно не се, или не ја гледам оваа ТВ станица, или не знам, не би можел да оценам. И во суштина најголем број на позитивни одговори имаат Сител, Канал 5, Алфа, МТВ1, меѓутоа во принцип, како што може да забележите, блиски се процентите, значи не зборуваме за драстични отскокнувања од една на друга телевизија, што според мене е позитивно. Колку често гледате информативна програма, вести на секоја од следниве телевизии? Тука повторно одговараат од секој ден, неколку пати неделно, барем еднаш неделно, барем еднаш месечно, поретко или никогаш. Во суштина, најголема гледаност повторно имаат Сител, Канал 5, Алсат, кој што и во погорните графици каде што прашувавме каде гледате вести, во принцип се издвојуваат тие канали. Додека најголем дел од публиката која што рекла дека не ги гледам вестите на оваа програма се на Македонска телевизија 2 и Алсат. На вестите на која телевизија најмногу им верувате? Слична е структурата: Сител, Канал 5, Алсат, МТВ, Телма. И повторно имаме 26% кои што не веруваат на вестите на ниту една телевизија. Која е главната причина зашто имате доверба во оваа телевизија? Ги прашувавме за сите телевизии, значи за Македонска телевизија 1, 2, значи зависно од тоа што бил одговорот на претходното прашање на испитаниците. Може да влеземе во повеќе детали, меѓутоа во суштина има неколку одговори кои што се вртат цело време, кои што најверојатно им се најважни на испитаниците генерално, без оглед на тоа која телевизија реално најчесто ја гледаат, односно тоа се дека телевизијата има добра репутација и долгогодишна традиција, сметаат дека се известува точно и проверено и имаат навика, односно со години веќе го следат овој медиум, тоа им значи. Слични се одговорите и кај Сител и Канал 5, еве се појавува и новинарите се професионални и одговорни, значи тоа се некои одговори кои што се врзани со квалитетот кој што го перцепираат во однос на вестите на таа телевизија. Слично е и со Телма, и со Алсат, Алфа 24 вести. Понатака имавме прашања и повторно перцепција на јавноста, колку се согласуваат со изјави во врска со телевизиите и тоа дека политичарите имаат силно влијание врз информациите во ТВ вестите. Повеќе од половина се согласуваат со ова тврдење, само 1/3 не се согласува. Јас лично имам научено корисни работи од гледање телевизија, тука веќе 2/3 скоро 60% од испитаниците се согласуваат со ова тврдење. И телевизијата е влијателна во обликување на јавното мислење за политички и за други општествени прашања. Повеќе од 80% од испитаниците се согласуваат со ова, што е нагласува големото значење и улога која што имаат и ТВ вестите и генерално содржината на телевизиите која што се имитува. Колку сте задоволни од понудата на домашните телевизии? Повеќе од половина се задоволни, 45% се незадоволни.
Тука веќе имаме ситуација дали е чашата полупразна, полуполна, како би ги толкувале овие податоци, но дефинитивно има голем простор за подобрување. Дали сметате дека оваа година во однос на минатата квалитетот на телевизиските содржини се подобрил, останал непроменет или се влошил? 2/3 од испитаниците сметаат дека останал непроменет. Горе-долу подеднаков е делот на испитаници кои што сметаат дека се подобрил или се влошил. Има ли нешто што не ви се допаѓа и што сметате дека треба да се промени, да се подобри содржината на домашните ТВ канали? Испливуваат содржини кои што генерално сметаат дека не достигаат во етерот, и тоа недостаток на образовни, културни, документарни содржини, недостаток на забавни, хумористични, квиз програми, недостаток на спортски содржини, недостаток на домашна продукција, така што тука има доста да се извади како насока во која што би требало да се движиме во иднина. Колку се задоволни од постојната радиопрограма, почнавме со скенирање на навиките на испитаниците, колку често слушате радио и помалку од 15% слушаат секој ден, дури повеќе од половина од испитаниците не слушаат радио, така изјавила. Од тие што слушаат, најчесто слушаат во раните утренски часови, значи од прилика до 10 сат или до 2 часот на пладне. И најчесто тоа го слушаат радио или во автомобил, или дома, или на работа, меѓутоа во автомобил е најголем дел од испитаниците. Како вид на радиопрограма најчесто слушате? Музика 72% од испитаниците одговориле. И имавме прашање која радиостаница најчесто слушате и зошто. И ова беше отворено прашање на кој што испитаниците сами си дава одговор, без да им дадеме листа за избор или нешто слично. И тука се појавуваат и имиња на радиостаници кои што се на национално ниво и помали радиостаници кои што се на регионално или локално ниво. И после ова прашање, прво во однос на тоа зошто, најчест одговор кој што го добивме е дека има добра музика, има интересна програма, навиката е значаен фактор и слично. И сега, после тоа прашање доаѓаше прашање кои други радиостаници ги слушате. Со тоа што, нели, ако претходно ја спомнал Антена, не може повторно да ја спомне Антена, бидејќи веќе еднаш Антена беше наведена во првото прашање. Овие резултатите од овие одговори ги ставивме во 3 различни графика, едниот само за националните радиостаници. Значи, само еве како појаснување како да ги читате овие проценти. Процентов покажува број на одговори кои што рекле Антена во кое друго радио, поделено со 1200, односно целокупниот примерок на кој што беше правено истражувањето, бидејќи зборуваме дека за тоа дека ова ТВ станица е достапна на ниво на цела земја, односно сите учесници во примерокот имале можност да ја следат, да кажем. Регионалните радиостаници, тука се 387 испитаници кои што доаѓаат во игра, бидејќи ова се испитаниците во суштина од Скопскиот регион. Тука најчесто одговор е Бубамара. И во однос на локалните радиостаници кои што ги спомна испитаниците, процентот кој што тука го добиваме е повторно бројот на одговори, колку кажале, да кажам, за радио 106 во однос на примерокот кој што го имаме во истражувањето од Битола, каде што е достапно радио 106, односно тоа се 53 можни одговори, да кажем. Колку го избрале од тие можни одговори? Какво е вашето мислење во однос на степенот на објективност на вестите на радиостаниците? Како што можете да забележите, најголем дел не ни следат вести на радиостаниците, што се поклопува со претходните одговори дека
најчесто одат на радио за да слушаат музика. Но исто така добра работа што сакам да истакнам, од тие што следат, значајно мнозинство се задоволни, односно сметаат дека вестите се или целосно објективни или претежно објективни. Многу мал дел е кои што се сумневаат во објективноста на овие вести. Дали слушате странски радиостаници или аудио стриминг платформи? 7% кажале да, од кои најчесто ги наведуваат Spotify, Naxi или некој од другиве. Дали има содржини кои што ви не достигаат на домашните радиостаници? 18% рекле да, така да од другиве 82 се задоволни, сметаат дека се окей. Од тие кои што одговориле дека има содржини кои што им не достигаат, најчесто наведени се забавно-контактни емисии, сакаат да има повеќе, или културно-уметничка програма, научна програма и така. Колку сте генерално задоволни со понудата на домашните радиостаници? Тука веќе 86% од испитаниците покажуваат задоволство, само 13% не се задоволни, односно значително подобра ситуација во однос на ТВ станиците. Истражувањето вклучи еден дел кој што се однесуваше во однос на перцепцијата на јавноста за новите даватели на медиумски содржини, инфлуенсери, влогери, креатори на содржини. 1/4 во суштина од испитаниците одговориле дека следат инфлуенсери, влогери и креатори на содржини и најчесто ги следат на Instagram и YouTube, помалку на другите социјални мрежи. Колку често? Речиси половина следат неколку пати неделно, а дури една третина секојдневно. Значи, од ова може да се види дека, иако е мал бројот на оние кои што воопшто следат инфлуенсери, оние кои што ги следат прилично често и посветено, еве да кажем некако редовно. Кои македонски инфлуенсери најчесто ги следите? Се издвојуваат Стефан Лазаров, Лила Филиповска, Мија Костова и останатите. Колку генерално им верувате на информациите, на препораките и мислењата што ги споделуваат инфлуенсерите? Значи, ова беше едно од тие битни прашања зашто уопште испитуваме перцепција кон инфлуенсери. И резултатите покажуваат дека речиси 60%, односно 57,3%, имаат некој ниво на доверба кон информациите и мислењата кои што се споделени на социјалните мрежи. Дали препознавате кога некој инфлуенсер промовира производ, услуга за паричен надоместок, нели, кога содржината е рекламирана? 42% рекле дека да, секогаш или речиси секогаш, 43% рекле дека понекогаш препознаваат, понекогаш не. Дали сметате дека рекламирањето е премногу често или наметливо? Повторно поделени се мислењата, меѓутоа само 13% воопшто не им пречи, додека 46,5% сметаат дека умерено е и на некое прифатливо ниво. Дали рекламирањето од инфлуенсери влијае на вашата одлука да купите или да пробате некој промовиран производ и услуга? Само 6,7% одговориле дека тоа често се случува, а повеќе од половина одговориле дека понекогаш им се случува такво нешто. Дали некој сте купиле производ или услуга по препорака на инфлуенсер? Повеќе од 1/4, односно 29% пробале. Но значајен е и бројот на тие кои што никогаш не купиле производ по препорака од инфлуенсер, тоа се 52% од примерокот. Повторно тука примерокот не се само оние кои што воопшто следат инфлуенсери, не целокупната популација. Колку е важно за вас инфлуенсерот јасно да означи, како например со хаштаг, дека содржината е платена. Речиси половина се согласуваат дека ова е за нив или до некаде или многу важно. 29% немаат став, ниту важно, ниту неважно. Според вас, дали инфлуенсерите имаат големо влијание врз мислењето и однесувањето на луѓето? Тука
2/3 од испитаниците се согласуваат дека влијанието на инфлуенсерите е големо или умерено. Дали сте биле сведок или се сретнале со говор на омраза или навредлив јазик или агресивно однесување од некој инфлуенсер? 1/4 од испитаниците одговориле позитивно. Имавме слично прашање дали сте биле сведок или сретнале говор на омраза, навредлив јазик во коментарите под содржините на инфлуенсерите, значи нешто што публиката го пишува, не е самиот инфлуенсер. Тука е поголем процентот, односно 29% велат дека тоа често наидуваат на такво нешто и 19% смета дека има такво нешто, но поретко наидуваат на вакви коментари. Ако сте се сретнале со говор на омраза, дали сте презеле нешто и само 3% пријавиле, односно реагирале на некој начин, 28% не реагирале, но сакале, големото мнозинство, да кажам 67%, не презеле ништо. Дали сметате дека инфлуенсерите треба да имаат одговорност за содржините што ги објавуваат? Тука мнозинството се согласува дека треба. И тоа е се. Фала ви многу за вниманието. Ако имате прашања, ќе ви одговориме. Благодарам. Сега продолжуваме со прашања или дискусии за темите кои што денеска беа предмет на овој јавен состанок. Ќе ве замолам да укупиме прашања или дискусии заради записникот, иако се знаме само да се представите. Дали некој сака да се јави за дискусија или за прашање? Да, сам ќе ви дадат микрофон, да. Имам две прашања. Првото прашање, бидејќи колку што се сеќавам, минатата година и минатите години ги правевте овие истражувања во однос на медиумите во земјава. Може ли еден компаративен одговор што е променето од лани до сега во однос на, дали е нешто променето во однос на рейтингот, во однос на, извинете, дали нешто е променето во однос на рейтинг, во однос на влијание? Тоа е првото прашање. И второто прашање е во однос на инфлуенсерите. Делот рековте, примерокот е на оние што следат инфлуенсери. Па ме интересираше која беше бројката на лицата, односно испитаниците што следат инфлуенсери, бидејќи инфлуенсери следат, значи целната група кај нас, инфлуенсери следат од тинеџери од 15-16 години, па се до лица на 40, еве јас сум повозрасна, па следам инфлуенсери. Ве благодарам. На прашањето дали следите инфлуенсери, значи 28,5% рекле да. Во однос на нивната, ако добро ве разбрав, демографска структура ве интересира? Не, ме интересираше за тоа ќе направиме, не е проблем кроз табулација, не е ставено тука во извештајот, може да ви пратиме какво е распоредот. Пустите било кој од демографските показатели. Ги немам тука со мене да не зборувам на памет. Компаративна анализа во што е променето во однос на медиумите од минатата година до сега? Ние ово истражување сега... Океј. Ово истражување сега што го правиме, не сме го правеле лани предлани. Значи, веројатно мислите на истражувањата што беа за мерење на рейтингот, за гледање на телевизија и за така за слушаност на радио. Генерално мислам, ако можете да дадете одговор во однос на една компаративна анализа, што е променето од минатата година до оваа година во однос на медиумите, како една генерална оценка? Не ги знам од минатата година, не сме... Може би господинот Трајчевски, да. Не,
Значи, да правиме компаративна анализа, треба да ги поредиме податоците од години кога сме правеле. Мислам дека не сме правеле истражување, а она што прашувате за мерење на гледаноста прекинавме во 2023-та, веќе законот ни укина таа можност. Чисто случајно се тоа што тогаш го правеше последната година Маркет Vision и неколку пати претходно го правеше Market Vision, така да за податоци какво е движењето кај медиумите за гледаноста треба да се обратите до кај AGB Nielsen. Мислам, ние ги знаеме податоците, меѓутоа тие податоци се платени, не смееме да ги споделуваме, одека податоците за тоа што го направи истражувањето Market Vision се поклопуваат со тоа кои телевизии се најгледани. Процентите не соодветствуваат, што е нормално, бидејќи овдека станува збор за анкета, Market Vision го вршиме, истинуваме, AGB Nielsen го врши по пат на People Metri. Овдека немаше директно прашање за гледаноста на телевизија, туку кои содржини, кои медиуми ги гледаат, но отприлика го отсликува распоредот или редоследот на гледаноста на телевизиите, што го прави AGB Nielsen. И уште една работа, бидејќи добивме некои прашања од некои радија во однос на овој дел. Она што би сакала да ви кажам, методолошки двете истражувања се многу различни. Ние го правевме во 2023 година, кога се прекина, за да се следи рейтинг и на телевизија и на радио, се оди методолошки со прашањето која телевизија, пример, ако зборуваме за телевизија, ја гледавте вчера. Не генерално која ја гледате. Значи, може испитаникот да каже дека генерално гледа сите секој ден, но ете вчера не ја гледал, не имал можност. Во тој случај неговиот одговор не оди во пресметката за рейтингот на сите. Ова истражување немаше за задача да мери рейтинг и затоа воопшто тоа прашање не беше ни поставено. Логично е да бидат блиски процентите, нели, генерално големата слика е таа, нели, не може да има Бог знае колкави одстапувања, меѓутоа многу е битно да бидеме свесни дека овие проценти воопшто не се рейтинг, тоа методолошки така не се прави. Дури и примерокот ни е мал за да кажеме рейтинг. Овој примерок 1200, во тоа време би се правеа 2500, да. Така да чисто онака да знаеме зашто зборуваме, бидејќи налик прашањето која телевизија или која радио го гледа, најчесто го следите, делува како прашање за кој што се мери рейтинг, методолошки тоа не е така. И затоа не би требало дословно да се процентите споредуваат, за да може да се забележи раст или пад, нели? Толку не. Дали има некој друг? Ако нема, ви благодарам за присуството.